Гледате Лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 6.3.2059 година. Ова се вестите на денот. По 50 години владење, Владимир Путин поднесе оставка. Причината за оставката е кавгата со Славјанка Петровска, бидејќи Путин не можел веќе да ги трпи пораките динге кои му стигнувале на Вибер од Славјанка Петровска. Франција стави вето на Македонија за влез во Европската унија, бидејќи тврди дека поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски е всушност Зинедин Зидан. Жизата на Зоран Заев денеска беше изложена во музеот на ВМРО. Македонија стана најнаселена држава во светот. Овој тренд на населување на нашата прекрасна држава започна во далечната и веќе легендарна 2022 година по зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари. А сега имаме специјален гостин во вестите. Со мене е поранешниот, сегашниот, а и идниот министер за надворешни работи, господинот Никола Димитров. Господине Димитров, добра вечер. Good evening. Thank you. Very nice. Малку ви е чуден акцентот, морам да забележам, но секако одлично изгледате. Се чини дека вие и Стево Пендаровски никогаш не стареете. Thank you very much. Македонија веќе неколку години го блокира влезот на Северна Кореја во НАТО, па кога планираме да го тргнеме ветото? Bring down the sandwich. Bring down. You want something? Okay. Не, сит сум веќе од све. Okay. Да започнеме со интервјуто, ако може. По решавањето на споровите со Грција, Бугарија, Србија, Косово, Северна Ирска, брегот на Слоновата коска и Фиджи, се чини дека Македонија е близко до влез во Европската унија. Останува уште да го решиме оној спор со Франција околу Зинедин Зидан и Димитар Ковачевски. Па дали сте оптимист дека ќе се реши овој проблем наскоро? It's very tasty. Very nice. You want it? Благодарам на ова исцрпно излагање. Тоа беше министерот за надворешни работи. Се извинувам, од режија ми уват дека е пристигнато демант од Министерството за надворешни работи во кое Никола Димитров ги демантира ставовите на Никола Димитров искажени во овие вести. Па предлагам да го погледнеме демантот. Срамота е! Excuse me. Bye-bye. Таа беше министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров, а вие гледавте Лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност.